Соединетите држави соопштија дека ќе отворат тактички и практични разговори со Русија за соработка во воени акции против милитантите на Исламската држава во Сирија. Сепак, како што соопшти портпаролот на Белата куќа Џош Ернст, Вашингтон инсистира Русија да не се обидува да поддржува владата на председателот Башар ал-Асад. Ставивме јасно до знаење дека руски воени акции внатре во Сирија, доколку бидат за поддршка на режимот на Асад, би биле дестабилизирачки и неконструктивни, изјави Ернст, наведувајќи дека разговорите со Москва би биле со цел да се обезбеди безбедно одвивање на акциите на сојузниците предводени од Соединетите држави против милитантите на Исламската држава. Вашингтон жестоко се противи на руската поддршка на председателот Асад и во минатата година ги прекина разговорите на високо ниво со Москва по руската анексија на Крим и поддршката на проруските бунтовници во источна Украина. Но зголеменото руско воено присуство во Латакија ја отвори можноста за воздушни борбени мисии во Сирија. Русија распоредува голема воена сила во западниот дел на Сирија, вклучувајќи тенкови од типот Т-90, тешка артилерија и ракетни системи. Агенцијата Reuters, повикувајќи се на неименуван американски представник, изјави дека во Сирија би можело да има околу 500 руски војници. Официјален Дамаск ваквите наводи постојано ги демантира. Шефот на сириската дипломатија, Валид ал-Муалем, во четвртокот изјави дека во неговата земја немало руски борбени единици. Не се бориме заедно со руските сили, но ако почувствуваме таква потреба, ние ќе го побараме тоа, изјави тој. Иако сириската армија досега беше во можност самата да се бори, Муалем изјави дека државата има потреба од оружје во справувањето со бунтовниците кои се обидуваат да ја соборат владата на Асад. Нема вето за ниту една држава, освен за Израел, бидејќи ние вистински непријател. Нема вето ниту за една земја која навистина сака да се бори против тероризмот, да дојде и да разговара за тоа со нашата влада, рече тој. Руската влада соопшти дека воената поддршка за Дамаск била со цел справување со тероризмот, зачувување на сириската државност и спречување, како што беше оценето, на тотална катастрофа во регионот. Москва изрази подготвеност да разговара со Вашингтон и за воена соработка во Сирија. Соединетите држави, заедно со Саудиска Арабија и Турција, ги поддржуваат сириските бунтовници кои пак однадвор главно се помогнати од Иран и Хезболах од Либан. Сириската влада, која, како што призна и председателот Асад, се соочува со недостиг на воена сила, се обидува да задржи контролата над градовите на запад по губењето на голем дел од Сирија во борбите со бунтовниците и со милитантите на Исламската држава.